Caviar Lift третманот го започнуваме со тоа што најнапред кај нашата клиентка ќе направиме масажа со млеко од есенса Медитерана. Млекото го распоредуваме на лицето, вратот и деколтето, бидејќи во овој ексклузивен Caviar Lift третман, со кој што ќе постигнеме лифт ефект, односно затегнување на кожата, ќе направиме пред се, како што напоменав, масажа, со тоа што лицето од нашата клиентка, вратот и деколтето ќе го освежиме со млекото од есенса Медитерана. И бидејќи е богато со Е-витамин, богато е со масло од грозје, можеме лесно да го нанесеме на кожата од нашата клиентка и да направиме една убава релаксациона масажа. Бидејќи млекото е навистина хранливо, веднаш навлезе во подкожното ткиво кај нашата клиентка, во овој случај не требаше да чистиме мејкап, така да млекото го искористивме, бидејќи е хранливо да ја нахрани кожата кај нашата клиентка и веднаш продолжуваме со следната постапка, а тоа е тонизација со освежителен Gentle тоник, повторно од есенса Медитерана. Тоникот, бидејќи е хранлив, само ја храниме и освежуваме, значи, кожата на клиентката, со тоа што правиме едно благо тапкање, за да го внесеме тоникот во кожата и да ја освежиме. Бидејќи е многу нежен, можеме да го освежиме и делот над окото и под окото. Можеме да одиме и преку устните. Нормално во овој ексклузивен третман го третираме и деколтето, така да го освежуваме и деколтето со тапкање. Откако ја завршивме оваа постапка, одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на прекрасниот ензимски пилинг со 24 каратно злато, со кој што на многу нежен начин ќе ги отстраниме изумрените станици кај нашата клиентка. Морам да напоменам дека е во кремаста форма и кога ќе го нанесеме на лицето од нашата клиентка со помош на топлината од незиното лице и топлината на рацете од козметологот, доаѓа до затоплување на оваа кремаста состојка и да таа се претвора во масло, така да многу фино и лесно можеме да ја нанесеме. Одиме и преку устните и нормално на сите нежни делови каде што настануваат изумрени станици, а ние можеме лесно да ги отстраниме со помош на масаж. Нежно го распоредуваме на лицето, вратот и деколтето, така да ја повторуваме постапката, бидејќи ни е потребно малку поголемо количество на златниот пилинг. И ја започнуваме масажот околу очите, бидејќи тука најчесто ни се формираат првите почетни бори поради зголемено количество на изумрени клетки, неотстранети и недоволна хидратација. Потоа одиме на Т-зоната, каде што се појавуваат првите бори. Не ги забораваме и устните. И вака лицето е спремно за следната постапка. А тоа е масажа со едно прекрасно масло, повторно од есенса Медитерана. И затоа беше многу битно кожата да ја спремиме, значи да ги отстраниме изумрените станици и да можеме да многу лесно со помош на масажа го внесеме ова масло, бидејќи немаме големо количество на изумрени станици. Нежно го распоредуваме, повторно на лицето, вратот и деколтето. И повторно имаме прекрасна масажа од 10 до 15 минути да навлезе маслото во подкожното ткиво
да ја нахрани, регенерира и ревитализира кожата. Како маслото ќе пенетрира во подкожното ткиво, вака кожата е спремна за следната постапка, а тоа е нанесување на кавиар лифт маската, повторно од Есенса Медитерана, која што ќе ја распоредиме со четкичка на лицето од нашата клиентка во малку подебел слој и ќе ја оставиме да отстои негде 15 до 20 минути, за да го заврши своето хранливо дејство. Интересно е во овој третман што комплетно како кремаста маска ја нанесуваме и на вратот кај нашата клиентка, затоа што и тој дел треба да се храни, исто така да се постигне лифт ефект или затегнување, бидејќи вратот после 30-та година може многу лесно да не ги оддаде годините доколку не го негуваме, поготово женската популација. Исто така, кога се прави салонски третман, значи може да се договори со клиентката, исто така да се нанесе и на деколтето, доколку има потреба и доколку клиентката сака да го негува и тој дел. Во овој случај одиме со нега на вратот и лицето. Вака клиентката ја оставаме да ужива негдека 15 до 20 минути. Во една пријатна атмосфера со миризливи свекички, каде што навистина маската ќе го заврши своето дејство, а клиентката ќе ужива. Маската го заврши своето дејство, одстои 10 до 15 минути кај нашата клиентка и сега ја отстрануваме со влажни тампони. Лесно се отстранува, а лицето веќе е свежо, затегнато и хидрирано. Сето она што сакавме да го постигнеме со оваа кавиар лифт маска. Да вратиме хидратација и да го затегнеме лицето. Третманот со кавиар лифт маската може да се прави и превентивно за сите оние кои што сакаат да го задржат цврст тонусот, кожата да им биде добро хидрирана, значи не мора да чекаат да настане проблемот, а потоа да го решаваме како терапија. Така да би било пожелно секоја млада девојка над 20 години да се подвргне на ваков третман превентивно. А доколку имаме проблем, тогаш веќе ќе го решаваме во терапија. Откако добро ја исчистивме маската, повторно влагата ја собираме со хартиено шамевче, бидејќи повторно ќе нанесеме еден прекрасен серум, кавиар лифт серум од Есенса Медитерана, така да не смееме да имаме влага на кожата, за да може полесно да навлезе во подкожното ткиво серумот. Освежува, хидрира и ја затега кожата онака како што треба да изгледа. Свежо, затегнато, поготово што кај клиентката имаме цврста и гумена кожа, која што може уште подобро да изгледа со овој третман. Серумот е навистина со врвен квалитет и тоа самото навлегување во кожата покажува дека се работи за квалитетен серум кој што веднаш пенетрира, значи не стои како филм на кожата. И како последна постапка е нанесување на колаген лифт крем. Крема која што е свиленкаста, нежна и веднаш навлегува во кожата.
Ова е како завршница во овој прекрасен кавиар лифт третман, а доколку сака клиентката да ја продолжи негата во домашни услови, може да ја се понуди, значи, кавиар лифт крема за домашни услови, до следниот третман да има, домашна нега. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен ритуал, со кој што се надевам ги постигнавме ефектите. Тоа може да го видат гледачите. Кожата е свежа, затегната и со убава розова боја.